Нашиот предлог за вашето утрешно мени како главно јадење е шницли со сирење. За подготовка на ова јадење за 4 лица ќе ви бидат потребни следниве производи: 4 телешки шницли, 100 грама трапист сирење исечкано на ленти, 2 главици кромит, 100 грама доматно пире, 50 грама путер, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 90 минути. Во тава за пржење на оган го ставаме путерот да се растопи. Поголемите шницли ги сечеме на половина. Шницлите ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Ги толчиме шницлите со дрвен чук. Шницлите ги пржиме на растопениот путер во тавата. Кромидот ситно го сечкаме. За време на пржењето шницлите ги превртуваме во тавата. Во садот со исечканиот кромит го додаваме доматното пире. Мешаме со лажица. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме за да се соединат состојките. Тавата со испржените шницли ја тргаме од оган. Шницлите ги вадиме од тавата и ги ставаме во керамичка тава. Врз шницлите ставаме од смесата од кромит и доматно пире. Во тавата во која се пржеа шницлите, додаваме 150 мл вода. Врз секоја шницла ставаме по една лента трапист сирење. Во тавата ставаме од зовриената вода од тавата за пржење. Керамичката тава ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 180 степени, додека трапистот не се растопи. Ја вадиме тавата од рерна. На средината на садот украсуваме со лист од нане и една засечена ротквичка. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На путер испржете ги зачинетите истолчени шницли и ставете ги во керамичка тава. Врз секоја шницла нанесете исечкан зачинет кромит со доматно пире и прекрите со по една лента трапист сирење. Налейте зовриена вода, испечете, извадете од рерна и декорирете. Добар апетит!